студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Летото е на прагот, а во моментот нема ниту еден ер трактор и само еден пилот. Какви се плановите и зошто противпожарните авиони се сервисираат само во странство, во живо прашувам Габриела Лескова. Токму така, Тино, само еден пилот и 3 ер трактори кои што моментално се на сервис во Австрија. Денеска го посетивме спортскиот аеродром Стенковец за да поразговараме со дел од пензионираните пилоти токму на овие воздухоплови на ер тракторите, за кои што се поочигледно е дека и годинава ќе бидат ангажирани за да ги управуваат овие најсложени летала. Меѓутоа исто така бевме и кај директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангел, кој што само пред 4 дена направи трансфер од Центарот за управување во дирекцијата за заштита и спасување. Какви се нивните планови и како планираат практично да ги решат овие проблеми со ер тракторите, меѓутоа и со недостатокот на пилоти, да проследиме во продолжение. Гаснењето на пожарите од воздух и годинава горлив проблем за надлежните. Во моментов нема ниту еден ер трактор. Сите 3 се на сервис во Австрија. Годишните технички прегледи, кои чинат многу, се прават во странство, додека дома имаме соодветен кадар да ги врши овие прегледи. Повеќето земји годишните прегледи си ги вршат сами, нивната техника го врши тоа. Можеме и ние да го вршиме тука, ама најдоа за сходно директорите уназад да ги праќаат авионите во Шпанија, која кошта, например, по 300.000 еден преглед, 300-350.000 еден годишен преглед. И кој трае, бидејќи таму немаат еден авион, имаат 100 авиони за годишен преглед. Очекувам веќе утре да стигне првиот ер трактор, да биде вратен, сервисиран. Останатите два колку е можно побрзо, бидејќи има одредени проблеми во текот на сервисирањето. Но и кога ер тракторите ќе го поминат прегледот и ќе се паркираат во Петровец, нема кој да ги управува. Имаме само еден пилот кој умее да управува со овие воздухоплови, кои се категоризираат како едни од најсложените. Првата опција на маса е решението од лани. Течат преговорите со пензионираните пилоти да се вратат на работа со договор на дело. За да можеме да бидеме функционални, ни се потребни најмалку 3 пилоти. Веќе имав средби со некои од пензионираните пилоти. Разговараме, преговараме, постои можност, доколку се договориме, истите пилоти од минатата година да бидат ангажирани и ова лето, луѓе кои што ги почитувам, кои што својот живот го поминале летајки. Пилотирањето воопшто не е примамливо за младите, а обуките се скапи. Колку долго време е потребно за млад човек повторно да се едуцира и да биде подготвен да управува со ер трактор? Значи му требаат околу 100.000 евра да дое до комершал лиценца и после му требаат уште едно 500 сати за да биде спремен за да се префрли да почне да се школува за ер трактор. Така да. Уште толку пари. Ангелов, кој пред 4 дена седна во директорската фотелја на дирекцијата за заштита и спасување, најави зголемување на платата на пилотите за неколку недели, како механизам да има поголем број на лица кои ќе се занимаваат со оваа професија. Габриела Лескова, Сител телевизија. Истрагата за трагедијата во дискотеката Пулс официјално е завршена. 46 лица се осомничени за пожарот кој однесе 62 животи, а стотици млади беа повредени. По 2,5 месеци работа, напнати сведочења и обемни анализи, истрагата за трагедијата во дискотеката Пулс официјално е завршена. Она што почна како кобна ноќ, сега добива правна рамка. Вкупно 46 лица се осомничени во истрагата на ОЈО Скопје и 14 полициски службеници во постапката која води обвинителството за гонење организиран криминал. Се товарат за тешки дела против општата сигурност. Истражниот тим од 13 обвинители од Кочани, Скопје, Штип и Куманова ја заврши истрагата пред законски предвидениот рок. Работеа издаваа наредби за прибирање на докази, документација, вештачење од обдукциите за да се утврдат причините за смрт на починатите. Се вршеа и градежни вештачења, безбедносни стандарди, како и начинот на настанување и ширење на пожарот.
Извршени се распити на околу 400 сведоци оштетени, а испитани се и осомничените. Од бројни електронски уреди, компјутери и мобилни телефони се вршеше извлекување и анализа на податоци кои се вкрстуваа со останатите информации добиени во текот на истрагата. Во однос на работата и функционирањето на клубот, проверки по насока на јавен обвинител вршеше и управата за финансиска полиција, соопшти од ОЈО Скопје. Следниот период течат роковите каде одбраната може да предложи своји докази. Доказите за полициските службеници пак ќе бидат доставени до обвинителството за гонење организиран криминал, каде истрагата се уште е во тек. Осомничени за пожарот во дискотеката на 16 март, каде загинаа 62 лица, се тројцата поранешни градоначалници на Кочани, кои раководеле со општината од отворањето на дискотеката до денот кога изгоре. Ефективниот притвор им беше заменет со куќен притвор. Осомничени се и поранишните министри за економија за издавање на лиценци на дискотеката, иако не ги исполнувала условите. Во куќен притвор се екс-министрите Беким Незири и Валјон Сарачини, како и Кришник Бектеши, откако ефективниот притвор му беше заменет со куќен притвор. Во куќен притвор и поранишниот директор на пазарниот инспекторат Горан Трајковски, како и поранишните директори на дирекцијата за заштита и спасување. Осомничени во притвор, како и со мерки на предпазливост, се и сопственикот на дискотеката, сопственикот на објектот, обезбедувањето таа вечер, полициски службеници. Доколку од анализите или од други докази се утврди одговорност и кај други лица, обвинителството соопшти дека ќе постапува согласно своите надлежности. Тамара Дичевска, Сетел телевизија. Евалуацијата на повредените во пожарот во Пулс ќе заврши до крајот на неделата. До сега специјалистичките тимови прегледале 140 од околу 190 пациенти. Според препораките од британските експерти, тие се поделени во 5 групи во зависност од потребите, како и каде понатаму ќе се третираат. Кочанската болница ќе биде засилена со кадар. По реакциите на повредените и нивните семејства за лошите услови во Кочанската болница, од владата најавија дека подготвуваат план Кочани 2030 кој ќе опфати оваа здравствена установа. Физијатри, физикални терапевти од Козле и 8 септември ќе почнат да одат од следната недела во Кочани да помагаат на кочанските физиотерапевти, за да не ги носиме повредените во 8 септември и во Козле. И во основа ќе се зголемат бројовите на посетите од клиниката за пластична хирургија. Во моментот директорката на пластична хирургија е во болницата и вршат век. Она што го најави председателот на владата како проект за Кочани 2030 е нешто на кое што навистина размислуваме како да го спроведеме во соработка со Европската унија. Тоа е проект кој што ќе значи реконструкција на болници, изградба на нови спортски сали, меѓутоа за деталите ќе ми оставите време. Се надевам дека кога ќе ги има сите детали, председателот на владата ќе биде прв кој што ќе информира јавност. Премиерот Мицкоски на маргините од конференцијата на конзервативците во Будимпешта се сретна со унгарскиот премиер Виктор Орбан. Мицкоски ја потврдил посветеноста на Македонија на европската иднина и се заблагодарил за поддршката од Унгарија со уверување дека стратешкото партнерство ќе се развива со уште поголема динамика. Во обраќањето на СИПЕК, Мицкоски порача дека Македонија е мала, но никогаш не се откажала од својот идентитет. Според премиерот, патриотизмот не е никаква ретро идеја, туку единствениот пат кон просперитетна иднина. Нашата родна грудка не е само некаков географски поим. Татковината била и ќе продолжи да биде живо ткиво составено од историја, традиција и заеднички стремежи. Татковината не се менува, не се напушта и не се продава. Таа се брани и се гради. Македонија, иако мала, никогаш не се откажала од својот идентитет. Низ нашата многовековна историја научивме дека слободата се плаќа со жртви. Денес, во духот на соработката, длабоко ја цениме поддршката на нашите стратешки партнери, како што впрочем е и Унгарија, чиј пример не инспирира уште повеќе да ги застапуваме вредностите во кои веруваме.
Советниците на СДСМ да ротираат со мандат од 2 години, ќе подпишуваат кодекс за однесување и ќе бидат санкционирани ако го прекршат. Филипче најавува партиски промени пред локалните избори. Опозицијскиот лидер вели дека е подготвен да разговара и за предлогот на Мицкоски Македонија да стане една изборна единица. Една изборна единица е повеќегодишно барање на помалите партии и независни граѓански организации, кое досега нема добиено поддршка од поголемите партии. Денеска се фокусираа на измените на изборниот законник кој ќе овозможува независни кандидатури на локалните избори, откако Уставниот суд го укина прагот за собирање граѓански потписи. Партиите за сега немаат став за ова прашање, бидејќи велат дека до нив официјално не е пристигната никаква иницијатива. Готови сме да разговараме за било што, меѓутоа тоа е работа која што треба да учествуваат сите политички партии. Затоа што не е само прашањето на една изборна единица, тука е и прашањето на цензусот, понатаму прашањето на отворените листи, но јас сум спремен за разговор. За нас е прифатливо тоа што е во барањето. Тоа се 50 на подписи за да може да се кандидираат независните листи на овие локални избори. Ова го следи европскиот тренд и европските стандарди каде што се отвара можноста за демократијата, а не се затвара. Ставањето на одредени проценти само во многу мал број на општини ќе дозволи повеќе слобода во кандидирањето, а во големиот дел на општините, посебно овој кај што има големо население и текако го отежнува. За сега немам добиено тако официјално барање јас како пратеник. Сега кога добиеме барање, ние како пратеничка група ќе се консултираме, ќе излеземе со заеднички став. Немаме се уште став во врска со тоа. 50 подписи мислам дека се премногу малку за кандидатура за локални избори. Тоа е моје мислење, мој став. Сметам дека кандидатура треба да право за кандидирање треба да стекне кандидат кој што имал најмалку 500 или 1000 подписи собрано од жителите од одредена општина. Арбен Таравари очекува најмалку 5 градоначалнички мандати. Во гостувањето во Дневникот на Сител, тој обелодени дека по потреба ќе коалицираат и со ДУИ и со Вреди, и тоа строго на национална основа. Ако имаме над 5 општини, 5 и повеќе општини, ја мислам дека е успех за Алијанса за албанците. Ако е под тоа, тогаш е неуспех. Ке одите некаде заедно со ДУИ како што ве обвинуваат од Вреди? Иако одамна викаат дека имаме договор, јас вечера ви кажувам, уште немаме договор, меѓутоа сега сме опозицијска партија, во одредени општини, да бидеме искрени, можда ќе има соработка влен ДУИ Алијанса. Например, Кичево. Кичево е типичен пример кај што за жал така ќе дојде крајот да се гласа за македонец или албанец. Иако не би посакал така да бидат изборите, туку да се гласа за кандидат. И за одредени други општини може да има соработка Алијанса, ДУИ, влен. А последните вести се во 23 часот, до тогаш останете со програма.